Пред великденските празници, кога е и актуелен откупот на јагнињата, за повеќе од 40 денари е зголемена откупната цена и сега таа изнесува од 280 до 290 денари за килограм жива мера. Сточарите задоволни, велат со овие откупни цени, како и со доисплатата на субвенциите по грло за минатата година, можат да размислуваат дури и за зголемување на стадата. За жал, навистина се намалил бројот на овци на државно ниво, но сега ова исплата на овие субвенции верувам дека ќе ги помагна многу сточарите и верувам дека и другите години ќе се исплатат на време и да само тоа може да го расте бројката и стимулациите други, например, да го вратиме женското јагне да има исплата за приплод. Проблеми има, не дека нема, но благодарение на министерот што се интересира и ќе седнеме, ќе разговараме и идеме на подобро да решиме. Со цената е добро, задоволни годиналаци со цената, имаше за поголемо јагне, пласман, 280 денари беја на терен, до 290, ама ретко тоа се плате, некој помало јагне, 280 и до 40 кила јагнина одеја. Со цел надминување и на другите тековни проблеми, а кои се напластувале со години во оваа земјоделска гранка, денеска заедничка средба во Прилеп одржаа македонските сточари со ресорниот министер. На средбата министерот Трипуновски потсети на сите мерки кои досега биле преземени, но и на следните кои допрва треба да следат, а со цел враќање на стоката на пасиштата, но и на зголемувањето на сточниот фонд во земјава. Нема никој да биде исклучен од процесот на земање субвенции. Во тековната програма за 26 година има посебна мерка кој што ќе ги опфати сите овие мали земјоделци кои што се под праговите кои што ги имаме ставено во програмата за 26 година. Исто така ваква мерка ќе постои во тековната 27 година, престојната, со цел во овие 2 години заедно со сточарите да помогнеме да ги постигнеме тие минимални прагови. Инаку, досега веќе се доисплатени сите заостанати субвенции по грло овца од претходните години, за што беа потрошени над 1 милијарда денари. А во текот на следните месеци ќе бидат доисплатени и субвенциите за предадено млеко, каде последната исплата била за вториот квартал од минатата година, потенцираше Трипуновски.